Почитувани присутни, добре дојдовте на четвртото издание на традиционалната училищна трка по повод патрониот празник на градот Свети Кирил и Методи. Од година на година сме присутни во се поголем број, што значи дека се менува свеста за здраво живење и грижата за нашето здравје. Мотото на традиционалната трка оваа година е трчај, оди цело семејство, здрав живот води. Со ова мото сакаме да ја истакнеме важноста на примерот на родителите за физичка активност на децата. Ако родителите се физички активни, тогаш нивните деца ќе го следат нивниот пример и ќе бидат физички активни. Да покажеме дека можеме да одгледаме и да изградиме психофизички здрави личности кои ќе ја градат нашата иднина и иднината на нашите внуци. Оваа година чест ми е да го поканам градоначалникот на општина Делчево, господин Горан Трајковски, да земе збор и да ја отвори традиционалната улична трка по повод патрониот празник на градот. Господине градоначалник, повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани мали деца, повозрастни, во кои што има спортски дух. Еве, јас сакам да изразам задоволство од моје име како градоначалник, затоа што има ентузијасти кои што вложувајќи се самите себе во работата, го афирмираат спортот во градот и работат во интерес на сите нас. Еве, вие сите денес што сте присутни овде и сите ние испишуваме заедно една убава историја на градот Делчево и градот Делчево го сврстуваме во семејството на градови во светот кои што организираат градска трка за сите возрасти. Јас сум многу задоволен затоа што Делчево денес по четврти мислам пат ја организира оваа градска трка која што има за главна цел да го афирмира спортот кој што е еден од главните предуслови за развојот на здрав живот. Јас апелирам до сите мои сограѓани да носат во себе спортски дух, да спортуваат, да пешачат, да трчаат, да возат велосипед и така натаму, бидејќи само така можат да се грижат за себе и за своето здравје. Јас на сите ви посакувам убав и успешен ден. Ви благодарам. Особена чест и задоволство ми е да ги поздравам покровителите на оваа трка и нормално со благодарници да ги закитим. Благодарница за општина Делчево. Сега ќе ги замолам малите дечиња до 9 години да почнат со загревање. Повелете. Тука на игралиште дечиња, на игралиште. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Ајде да се слушаме сите. Значи, дечињата до 9 години. Значи, само дечиња до 9 години. Ајде, и машки и женски да се загреваат. Разширете се во круга тука. Ајде, разширете се. Ајде, во просторот кај што обележат тука на игралиштето, разпоредете се сите.
шириме сите и да се загрееме. Затоа што ќе почнеме за 5 минути, ајде. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, Да не ти излязат возила тука напред-назад, нека ги да може да се връща. Нема. Е, така. Нема излизање, тука дека сум јас, значи нема ке мене назад. Айде. Ама он, добро, он може да си по потреби да се повлече назад, няма потреба там. Па чисто изчистия се. Или от 7 сата. Да, супер, да. Знаеш, по-ано да е чисто, него да... Абсолютно. Утре нещо... Една трка тука, като се бяха натрупали, кренат децата ли знаеш? Кажи, Влачи. Прати ми еден горе на това на панорама, излезе се яви и очузо на съображенците не видя. От съм сам. А де кой де? Па надоле са менега, дали се явия, не знам. Абе, знаеш, шо, ке фане вас да ве тепаме. Па Ти со кой беше горе? Со кой беше ти горе? Абе, ја и ти кој Сашко беа тука, но за проект очи са на менега, излезем се яви от дежурната. Изгледа, че клюнува. Ако не, па нека се префали Не, което... имаме свет. Я ги поечах само разкръстниците. Аха. Имаме свет. Айде, Де кой де? Няма тебе. Дека? Идете. А Сашко врна ли си? Айде. Айде, после ми звони да ми кажеш дека. Ки ти каже, айде. Айде. Кажи, Влачи. Добро. Ќе се върне ти. от тази страна. Кажи по-нататък, да ни им влезне некой от тук. Да, свирен. Боркович! Боркович! Повлечи се уши, Ще ги стопираш по-назад, некой да не влезе натамо. повлечи се уши малце. Повече ли има участници? А? Мисля дека не са. Отиса само беше електронско, а ние сме се научили в последен момент, разбираш ли? И повеќе електронско, ама не е спорно, ако некој сака да дојде да трчи. Аз само там пред старта одмah ти изпадна, за да мога да ги фана, и вие наляво одите. Тук пред 5 на Келшо, леви и наляво продължувате, аз за да на старта ги застана, за да Ако. пред да дойдат. Сега са по-големи. Мисля, да ни бяха до 7 години едно, па... Па не може, префорсира се. И така, като се викаше, манават. И едно превари. По-държи он ги хване, ле? Да. Иди по-държи да спадне Валери.
Добре, така се гледа, има е правата. Може ли? Да. Свирни, Тука мога и да застана. Уключим свирената. Сега да спадна. Браво, сине. Тие са по-големи, сине. Оди тамо да седнеш. Оди, ай. Ajde! Ajde, Sofče! Sad se ti Bravo, deca, bravo, bravo. Gde sam tamo? Ajde tamo, И са нашкодение. Да. Коя бразина има тука? Тука има деца от село. Само кратът не да попадат. Защото по тротуара не ми е ясно. Па трябва редарите да им кажат да се спущат. Не са, все по тротуар. Да. Нека желаем ти. Сега изгледа, че фанат лево, некой не знае. Не. Ето, той е тук, шо е. Тука. Я го фана. Назад, да. Филип Даневски. Идат. Айде, разчистваме тук. Там някой била плавно тук. Сега разпадна как по-после. Ти спидираш ли, бе? Да. Я мога да фана баш какво е така. Мога да изляза. Ало. Тръчи. Ajde, se te prepara! Ajde! Bravo te! Ajde, ajde! Ajde, Ricardo! Ajde! Bravo, Josip! Ajde! Добре, 10-11. Dina, evo! Браво, sad. Bravo! Dobar čas. Ajde! Bravo!
Bravo!
Маги, ти ли си? Само злато. Не мога с това да държа. Не да трчиш на прво, не ги трчиш. Тета, нека. Добро е, браво. Браво. Маги, не си ти са. Са сме ние. Облечи се. Вие сте от час. Да има пауза. Половин сат има медали да дава. Втора благодарница Брегалдо. Брегалдо. На Брегал представник. Благодарим за работка, повели. Айде. Сега нека повелат представниците на Трентхом и Унихем Делчево. Представник на Трентхом и Унихем Делчево. Добро, продължуваме напред. Sonitex, представник на Sonitex Делчево, нека поведи. Представникът на Sonitex Делчево. Najbolji duvač, misle ako mi tečališ nekada na strana da pomine neta duvneme kaj tebe utopana. Тука su veće kad dojdete na А сега представник на Протирка Делчево. Главният спонзор на оваа трка. Голема благодарност до Протирка Делчево. Ali sam rakjav meso kula, stignav meso kavala. Znam i na ova, samo da se duva. Sviram i na alkotes, ali koga duva. Сега представник на Витабиотикс. Айде представник на Витабиотикс. А сега представник Протекс Ибон Делчево. Представник на Протекс Ибон Делчево. Понатаму благодарници за Евротим Делчево. Представник за Евротим Делчево. А сега ПЗУ Мултимедика Делчево. Благодаря за ПЗУ Мултимедика Делчево. Шета 25-ки, за да се подмлади. Прави ствари, що те правят само по-млади. Ние сме сега с него и се радуваме. Така катуваме са главния. Не можем да си поверувам писания. Аплаус, не можем да прекинам далеко. Благодарница за Съда Транс и Валиум. Съда Транс и Валиум. Водиме понатаму. Голема благодарница за Аполон кафе. Благодарница и Алдари в Пехчево. Браво за Пехчево. Представник на Алдари в Пехчево. Благодарница и за Динготир Делчево. Динготир. Исто така благодарници и за Геомер Делчево. Благодарница и за Петровски консалтинг Делчево.
и за господин Орце Гоцевски. Сега ќе ги доделуваме наградите на нашите млади таленти. До 9 години. Девојчиња до 9 години. Ке ве повикам. Треба да се гледа това. Ona je strašna, že efektov je horor, ona je strašna dobra, toga kako porno, na vreme dođem na MySpace, imaše pišano homo, kao što mi neko je seljan, dečko je seljak, on se pari, zato je i ona se pokaže ko Paris, čaka je bivša manekenka, a tatko i čada, nema izbor, pišano je da bi... Диплома за освоено трето место од девојчиња на возраст до 9 години, Неда Стоичева. Браво, Неда. Zajedno sa dečko i što pije samo viski, a ja na rakija napravim magija, šraftov me tre i ništo ne me zapira, dečko i se napinja, mislim moje me trajne, a ona mi kaže samo Браво за Неда. А сега за освоено второ место Андреа Манова. Се извинувам, освоено второ место Ива Димитровска, се извинувам. Браво за Ива. Ovo je strašno, dečko, ti si naporen, jaz, kako ne, što te Уште еднаш извини, Андреа, ти си победникот. Браво за Андреа Манова. To jebe ga pomina, ja sretan pak posle nekoja godina, no među vreme ja javno jadem gomna, pa stana mnogo popularen i poznat. Se snimaš u shopping i mi treba kadri od pičenja, i mi napraviš me casting, lagate jedna po jedna u kurac, site stvari koji ne zna da gluma, užas i vlaka ova što mi glumeše pička, seljanko jedna deke mi glumeš pička, ti mi čudina ili ovo, svega ne bi ti stajam na kurac, kamoli na spobor. Misli čuda malko što te gleda, sigurno misliš neka sejak je te jebam, nego ideš više seja što pravime. Браво за девојчињата, браво, браво. Браво и за сите учеснички. До 9 години. Диплома за освоено трето место добива Никола Ангелов. Ајде Никола, браво Никола. Love, it has the power to change the world. Сега за освоено второ место добива момчето Михаил Георгиевски. Браво, Михаил! И еден голем аплауз за победникот Филип Даневски. Браво, Филипе! Кажете горе си ти. Как се горе петна, браво. Се и медиумските наши представници Делчево 365, Фотоцови Јована Делчево и нормално Радио Зора. It's been a hell of a long time in the edge.
прочитам сега, се доделува и благодарница за рефрама. Голема благодарност за рефрама. Еден од најголемите покровители, голема благодарност за него. Значи, Сдружението на рефрама од Швейцарија е виновникот за оваа трка во Делчево. Се од таму потекна. Браво, браво, рефрама. Се надеваме до година ќе имаме уште здруженија. Голема благодарност и до нашите Делчево 365. Ние да ви ги поделиме медалите, наградите и на вас. За освоено трето место Мелани Стоименовска. Браво, Мелани. А сега за освоено второ место Валерија Миладиновска. Браво, Валерија. Голем аплауз за победникот Михаела Начовска. Браво, девојчиња, браво. И сега продолжуваме со момчињата на возраст. Од 4 и 5 одделение, трето место освои Бојан Ѓоргиевски. Браво, Бојане. За освоено второ место Марко Димитровски. Ајде, Марко, браво, Марко. И повторно аплауз за победникот Андреј Антовски. Браво за малите, а сега полека да се спремаат и оние поголемите.
А он защо на шо е? Он е на 2500. А морам да му взема броя. Деяни на 2500. Ама я види, я го не го надекна от 946. Юле на 2500? Да. Тито. На 2500 ли си? На колко си? На 2,5. Колко ли? Това е адвокат. Пето место, ладно му. Так, какъв е? Николче адвокат. На 2,5. На 5 е. Браво, айде, айде, отиде круг, айде. Место е. На 2500 е, и така е Второ, браво. Жена му го превари. Айде, айде, отиде круг.
5? 5 ли? Още един круг, ако си на 5. Хайде, Диди! Ти изтръчи ме, Диди, да ти дадем. Хайде, Диди! Хайде, Диди! Хайде, Диди! Ajde, doktore! Od 23. Sigurno 22, 52. 22, 52. Opet ne znaju da kopane. Voda nije, Još ima trójce nie Česki mi čekame vtori. Ja sam bonik. Ovim bešu će biti. Ljube. Da, bravo. Bravo, Ljube. Svaka čast. Те го ни получат в карта. Смотри, някои тръчат на 2,5 истовременно, някои на 5. И пример, Фиданчо ще работи в Кипро е първо место до 2,5 км. Деян Другаров банката второ. На 5 км второ место. Мислиш географичен? Географичен колко е за теб? Жена му го превари бак.
Najma neki vike da meni se vike široki takiste. Na nas tamo bera. Kako inače da trgam prilike nastavno? Bravo, mnogo brzo bе. Bravo mesto. Ne da pijemo! Samo na grko, samo na grko. И сега това е трето место. Или трето место женско, или? Много се просвети дали ги стигнали. Женско. Женско се. И толкова ли? Тръчи, айде. Браво. Слабо, Велков, слабо. Браво. Я водим за машките. Брави! Ajde, Eleno! Ajde! Nema Eleno, nije vikaj. Ajde! Bravo, bravo, bravo. Ubedljivo prvo moment. Тия две са... Тия двете са всяки име, коя ще бъде. Браво! Ке падне! Браво! Ajde, Sofje! Чека ми се работа. А паднеш я? Так, точно я. Имам моментов. Браво.
Ili čekaš neki? Второ, ли? Второ. Второ место. Полека не стана. Оди. Дишай. Айде, лете. Трето. Четвърто место. Браво. Ангелова, браво, Анастасия. Аплауз за девойчинята гимназиалки, следуваат момците. За освоено трето место Християн Симоновски. Не, вярно си? За освоено второ место Павле Стоилов. Браво, Павле. Нашиот најспремен спортист, пример како да се развива спортскиот дух, победник Мирче Георгиев. Браво, Мирче! Браво, браво! За големите ли, докторе? Коста. Женска трка од 2500 метри. Ве замолам да бидете овде. Продолжуваме, значи женска трка од 2500 метри. Трето место Лиле Георгиевска. Браво за Лиле.
Освоено второ место Весна Илиевска Арсо. Браво! Браво, Итамалио! Победникот во женска трка на 2500 метри е Лидија Дамјанова. Браво, Лидија! Браво за девојките! Продолжуваме со момците, освојувачи на награда на 2500 метри трка. За трето место победник е Ибраимов Седит. Браво, Седит! Фоторепортерите. Второ место добива Дејан Тодоровски. Браво за Дејан! Голем аплауз за победникот на 2500 метри трка, мачка дисциплина Виданчо Тренчевски. Браво за Виданчо. Браво! И сега продолжуваме понатаму. Еден голем аплауз за сите учесници што учествуваа на 5000 метра. Браво за нив. Доделуваме прво награди за женската трка. Освоено второ место Сонја Мавродиева Георгиевска. Браво, докторке! И победникот да го прогласиме
Марија Богдановска, браво Марија! Продолжуваме со момците. Освоено трето место на трката на 5000 метри е Драги Стоиловски. Браво, Драги! Айде, момче! За освоено второ место е Роберт Цветковски. Браво за Роберт! Нашиот водич, нашиот представник, нашиот учител, нашето се во спортот на Делчево и на македонската репрезентација, тоа е и нашиот победник Борче Ивановски. Браво, голема благодарност за Борче. Аплауз за најголемите надпреварувачи. Анđelovska, ајде Ана. Не те пратам. Освојувачот на прво место на девојчиња 8 и 9 одделение е Елена Анđelovska. Победникот кај гимназијалките е Анастасија Ангелова. Се извинувам од нивно име. Честитки за првото место и годинава сте победник. Чувството се знае какво е, опишете ни накратко, кажете некоја порака за сите оние кои не се пријавиле. За сите оние кои што не се пријавиле, порачувам наредна година да се пријават, затоа што трчаме за здрав живот. Не мора сите да бидат победници. Важно е да се учествува. Добра организација беше, благодариме за организаторите. Се надевам се гледаме наредна година пак. Како беше лани во Цирих? Ти беше дел од екипата? Да, јас бев во дел од екипата. Организацијата во Цирих беше многу добра. Многу голем број на надпреварувачи, голем од цел свет. Ние како представници добро ја представивме Македонија, така да задоволни сме. Сепак Женева беше моја грешка. Да. Хвала.
задоволство ми е да представам нашата драга колешка за освоено второ место Јадранка Цоревска Дамјановска. Браво за колешката и победникот за освоено прво место Даниела Ангеловска Георгиевска. Браво и за Даниела. Да си ја земеш дипломата и една фотка ако може. Аплауз голем за тешката трка образование 2500 метри. Продолжуваме со момците. Дали се сите момци тука? За освоено трето место Бранко Смилчовски. Браво, Бранко! Аплауз за Бранко! развивање на спортот и по старите генерации. Браво за нив. За освоено второ место добива Сребран Стоичи. Браво, Сребране! Почекај. Победникот на оваа трка, ќе замолам за аплауз Владко Тарасовски. Браво, Владко! Аплауз! И сега ќе ве замолам за внимание да ја наградиме и нашата најстара учесничка и најредовна Милица Стојановска. Браво за Милица Стојановска! Уште еднаш најавувам нашата најредовна учесничка, тоа е Милица Стојановска. Браво! Да продолжиш да не дружиш и идните години. Браво, браво за тука, Милица. А сега дојде и нашиот крај. Ви благодарам на сите присутни, на учесниците и ве поканувам до година да уште помасовно да дојдеме овде, да го представиме Делчево и го обележиме празникот Кирил и Методи. Се гледаме 2020 година. Препуштам мојот збор на мојот колега Драги. Ајде, Драги. Добар ден на сите. Баш ми представува задоволство дека ова четврта година поред се одржува трка што почнавме значи пред 4 години. Гледам повеќе луѓе, повеќе стари луѓе, нели? Значи веќе стари станаа млади луѓе и тоа беше и целта на почетокот кога имавме оваа иницијатива. Добро е што има многу доброволци кои што се ангажираат во тоа и мислам дека секоја година од година на година ќе имаме повеќе луѓе кои што ќе бидат активни. Ние од Асоциацијата Рефрама не продолжуваме традицијата да покануваме луѓе кои што ќе дојдат во Женева
значи така планираме исто и оваа година пак тоа да се продолжи. Значи првата година дојдоа луѓе помлади, па потоа уште помлади, а сега ќе направиме да дојдат најстари. Значи ќе одиме во таа структура малку и луѓе овдека со организацијата со нова трка, ќе видите кои луѓе ќе видат, но главно многу е важно да продолжиме традицијава на соработка на Женева, мислам на Швейцарија, со овдека во Делчево и наредната година да можеме да направиме, да повикаме луѓе од другиве градови, да прошириме, да направиме уште побогата програма и така да биде тоа примери за другите градови во Македонија. Значи, ве поздравувам пак на сите, затоа ми представува што еве сакате со желба, со кеф, што велиме, нели, да видите присутнова и многу е важно дека трчите вие за вас. Значи добро е за мајца дека трчиме, имаме медал, тоа е супер, ама прво и најосновно е дека трчите за вас, за вашето тело, за вашето здравје и потоа вие со вас ги заразите и други луѓе, нели, бидејќи во другите градови во Европа сите луѓе трчат, сакат да трчат, за да видат во здраво тело и здрав дух. Значи повеќе да не должам, благодарност на организацијата, благодарност на сите кои што учествуваа во ова и се надевам дека наредната година пак ќе се видиме. Борче, честитки за освоеното прво место, ти си победник на главната трка. Еве, стандардно прашање, чувството е сигурно одлично. Неколку години во низа победуваш. Една порака еве за ова што се случи денес во Делчево. Значи денес во Делчево се случи четвртата поред традиционална трка. Јас го земав првото место по трети пат. Го земав првото место, оставив добар резултат. Задоволен си? Да, задоволен сум од трката. Една порака еве за другите години. Една порака, значи им посакувам на сите кои што сакаат да трчаат, секој што сака да се пријави, слободно да се пријави, да не се двоуми, без разлика дали ќе постигне нешто или не. Тоа е како една одскокна даска. Може би има некој талент во него, а може тој талент да го презентира овде и здраве Боже, понатаму може да тргне од овде, точно од оваа трка. Еве, вие сте меѓу најредовните учесници, како е чувството да се учествува секоја година? Се чувствувам најдобро и ги замолувам сите млади и омладина и старо да земат учество на секоја година, да се проширува такмичењето и трките да продолжат секоја година. Благодарам и честитки за сите победници на општина Делчево. Елена Ангелов. Во која категорија се натпреваруваш и како е да се победи? Во категорија 8 и 9 одделени, чувството е преубаво. Треба да се разбудува свеста кај младите, а уште повеќе кај постарите, за секоја година да бидеме во се поголем број, да се такмичиме и да го развиваме нашиот здрав живот. Еве го и Мирчи, тој е победник меѓу помладата генерација. Како е чувството? Еве, најави дека ќе трчаш и победи. Па чувството е многу добро да освоиш прво место, сепак имавме голема конкуренција, желба, трчавме сите, но еве, спортувањето покажа дека треба да спортуваш, да трчаш за да можеш да освоиш нешто. Честитки до вас и вие учествувавте и бевте меѓу најдобрите и за вас истото прашање. Да, значи минатата година и оваа година значи сум прво место во брзо одење. Чест и задоволство ме да учествувам на овој натпревар и се надеваме дека ќе има наредната година поголем одзив. Разговараме со победникот на трката на 2,5 километри, Лидија Дамјанова. Еве, како е чувството? Имавте во изминатите години втори, трети места, сега сте победник. Чувството е прекрасно. Секоја година е мотивацијата уште поголема да се победи, така да лани бев второ место, оваа година се потрудив и бев прво место. Тешко ли беше? Не. Колку време пред тоа се подготвувавте? Па малку, за жал таа година малку, меѓутоа издржав. Не беше тешко. Честитки понатаму во животот да постигнете исти. Благодарам. Уште едно успешно издание на четвртата улична трка која се одржа во Делчево. Како организатори, како сте задоволни од целиот процес на трката, како помина? Па да,
заврши четвртата улична трка во Делчево, значи јас сум задоволен од истата, значи голем број учесници, како дечиња, така и возрастни. Се надевам дека до година ќе имаме се поголем број и тоа е и нашата цел, да ги заразиме со спортувањето, со трчањето, како младите, така и повозрастните. Кој ви се помогна околу организацијата? За организацијата, значи, како највиновен се разбира Рефрама, Сдружението од Швајцарија, тука е општината Делчево со господин градоначелник Горан Трајковски, нашето сдружение е Драмас, спонзорите кои се позади нас на банерот, значи, им благодариме на сите, се надеваме дека до година повторно ќе не поддржат, за да овој настан на вистина прерасте во една голема традиција и се поголем број на учесници. Иницијативата покажува резултати после четвртата година, како што кажавте тука и пред сите, се поголем интересот и на повозрастната популација. Што ќе кажеме после оваа успешна трка? Да, и оваа година, значи, како и другите години, гледам дека делчевчани сака да дојдат овдека, ја продолжуваат традицијата на трчање, продолжуваат исто со едно темпо кој што им одговара на ним, значи си наметнува своје темпо, ја сватија пораката што сакаме да ја пренесеме во почетокот, значи ова е сега четврта година и мислам мојот печеток е дека навистина делчевчани ја исполнија и ја реализира пораката која што беше пренесена уште пред 4 години. Значи луѓето се овдека, видовме има од различни возрасти, млади, постари до крајот на ова и се надевам дека и во другите години така и ќе продолжи. Дел од победниците, рековте, учесниците ќе идат и годинава на Женева? Да, па тоа е ни целата исто, например, за да можеме да врската помеѓу Делчево и Швајцарија, Женева например сега, и Швајцарија воопшто земено, да можеме да ја продолжиме и така планираме сега и оваа година да поканиме една група на луѓе кои што ќе дојдат во Женева или во другите места во Швајцарија. Ќе видиме сега на кое место. Мислам дека би било постара категорија, бидејќи имавме еднаш како помлада, сега постара категорија, за да можат луѓе за да видат и тамо која е организацијата и како ќе може да ги пренесат искуството овдека после во Делчево.